Денеска сме тука за да ви ја представам моето ново книжуле, што го наречам мојот сопруг. Мојата тетрадка, ќе се имам тука. Мојата тетрадка за себе помош и самопомош, патопис на моите промени. Тетрадка за самопомош, самите и себе помош на себе, за оние кои никој не ги разбира, а имаат многу што да кажат. Се надевам дека ќе ви помогне да преживеете. Данче велам. Тетрадкава ми стои у глава едно, не знам, 15 години. Никако да дојде време да ја напишам, бидејќи цело време се сомнеме во себе. Само Бог знаат и Розе колку се сомневам во себе. Секогаш мислев дека не сум доволно добра. Секогаш мислев дека немам што да кажам. Секогаш бев зачуткувана. Као не знам, не треба да знам, или морам да знам, а не смеам да мислам. Конечно ми пукна филмот. На психотерапија ќе кажеме, кога ќе не прашат и кога ќе се исцелам, кога ќе ми биде подобро, кога ќе ти пукне филмот. Мене конечно ми се смачи. Конечно ми пукна филмот и конечно решив нешто да преземам против тие што стојат и ништо не прават. Тетрадката ја има во глава. Меѓутоа, едно нешто не знаев. Не знаев за Берта Папенхајм. Кај психијатрите и психотерапевтите Берта Папенхајм е позната како NO. Првата клиентка за The Talk Therapy. Со нејзе почнува психотерапијата. 1890-тите психијатрот Брауер или Броја со нејзе почна да работи секој ден 2 години за да на крај да ја остави. Бидејќи свати дека сите жени за кои велја дека оставија хистерична или како до ден денес што се вели шо ми хистеришеш или шо сега ми правиш филм, шо овие солзи, ствари човекот свати дека сите жени се сексуално малтретирани, најчесто инцест, повеќе сексуално и физичко злоставување до нивната 9-10 годинка. Сите жени што били хистерични. И маж кој добива пари од мажи, од политичари, буржуазијата на Франција во Селпетриер, првиот асилум за жени кои се хистерични, кои се силувани, кои се физички малтретирани и тепани, за да на крај да изберат пари. Бидејќи ако кажа која е причината за хистеријата на жените, која е причината за несреќни жени, физичко и сексуално насилство дома и од нивните брачни партнери, ќе ги изгубија нивните пари, нивните позиции, нивните мецени, нивните донатори. И сите тие мажи, психијатри, ги избраа парите и ги оставија жените после 2 децении работа со нив, слушање на нивните приказни. И на крајот Фроид, од кога напиша книга за хистерија, за 1 година со случајот на Дора, рече дека она сама си го барала, дека неверојатно тоа што нејзе татко ја има силувано биле нејзини еротски фантазии. И од Фроид произлегува реченицата дека жените уствари
Сами си го барат да бидат силувани, да бидат физички тепани и малтретирани. И сите кјутат. И до ден денес, посебно, пошто во Македонија мене не интересира веќе за Франција, ни за Америка, ни за Англија. Знаете на кој сме лути? Не на напаѓачот, не на силувачот, не на насилникот, не на предаторот. Знаеме што ќе прават они. Туку на тој што седи и ништо не прави. Најчесто тоа е мајката. Насилникот знаеме што ќе ни направи. Зашто другиот родител ништо не збори? Тоа е целата патологија, посебно на македонското општество. Зашто жената кјути? Зашто кој иде на социјално, во Скопје е малку поразлично, ама во другите помали градови луѓето имат други проблеми. На психотерапија скопските деца имат едни проблеми, децата од помалите градови имат многу подруги проблеми. И кога од помалите градови ќе иде жена, што е тепана, и после 12 години собрала храброст, работејќи со терапевт, работејќи со нејзините, да иде да се разведе од кретенов, и викат, ај кјути си на мене да не мислиш дека ми е нешто поарно. Ај седи таму за детето. Зашто? За сите бидат мизерни? Или која ќе пукне една жена, која ќе добие нервен слом и која ќе ја пратат у Бардовци да биде повторно силувана од болничарите што треба да ја чуваат, да бидат претепани сите тие жени и сите тие пациенти на психијатрија од институциите што треба да ги чуват. 11 октомври мислам дека се викаше домот за деца сираци. Зашто го затворија? Продавница за бело робие. Нема кафич у кој децата не шмркаат. Травма на травма на травма. И сите кјутат. И мене веќе ми пукна филмот. Навистина, махка ми е. Веќе ми е мачно да слушам жени што не знаат да се ја земат храброста у свој раци. Мака ми од психотерапевти што константно се смеат и не разбираат дека не секој треба да биде психотерапевт. И дека не секој може да разбере случај на силување, случај на физичко и сексуално насилство. И дека моралниот и етички кодекс на психотерапија за вакви случаи треба да се смени. Ние сме учени дека не треба да си личен со пациентот, со клиентот. Меѓутоа не со овакви жртви, не со овакви survivors, не со овакви преживеани. Знаете што најмногу им помага на децата што доаѓаат од фамилии каде што има инцест, каде што сексуално и физичко злоставувани? Контактот со терапевтот. Зашто да немаме патронажни психотерапевти? Замислете колку деца немаше да се самоубијат, колку деца немаше ништо да си направат на своето тело, колку деца ќе веруваа на луѓето, ако имаше терапевти способни да работат со жртви на семено и физичко насилство. Мене не ми треба некој да ми каже се ќе биде уред, ништо нема да биде уред. Ја не можам лоботомија да си направам, да заборавам се. Или каже го да ти е порно, како ќе ме е порно. Значи, јас сум гневна, јас сум бесна. Мене ми требаше да поменам неколку терапевти за додека да најдам терапевтка што ме слуша.
Што не ми се смее и не ми клима глава на се. Мене не ми треба другарка да си ми на психотерапија. Ама ми треба кога ќе ти се јавам после да бидеш до мене. Кога ќе речам, добив нервен слом, да ми речеш кога сакаш да се чуеме. Да ми викнеш на кафе, да видиш како сум јас дома. Џабе работиме со деца што се сексуално и физички злоставувани, ако не можеме да идеме, да ги видиме дома како име. Ако не можеме да идеме да видиме во нивното живеалиште како име. Ако не смееме и не можеме да речеме да идеме на школа, знаете колку пати сакав да идам во школите да видам учителката или професорката како се понася со тоа дете. Па да и лекнам еден шамар, за да знае што е болка. И за да знае што е булинг. Никој не знае да разговара со деца што патат. Многу ретко кој знае. Свака честно исклучоците. Меѓутоа децата се оставени сами на себе. В 2024 година неофицијални податоци се дека 95 случаи на самоубиство, а 115 случаи на обиди за самоубиство. Тоа се пријавени. Знаете колку деца неофицијално се самоубиваат до нивната 21 или 23 година? Секој ден по едно дете. Секој ден има 1 до 2 самоубиства. Никој не станува од Цабајле, пошто му е досадно, не чека сега, дај малку да се самоубијам. Или дај да се пресечам себе си некаде, пошто, нели, многу ми е убаво. Знаете кој е најкрив? Не родителот што не тепа, не родителот што силува, оној што ќути и ги остава децата да патат. Оној што седи у брак и што сите јадат ќутек. Зашо? Комшијата што ќе кажат? Мајка ми рече да не се враќам дома. Така идам дома и на таа мајка, кога ќе кажам што се случува, и ако не ме врати дома, сама ќе се вратам бе дома. Мислам, како може да не ме врати дома? Човече, ќе влезам и ќе се седнам, извади ме да видам. Што ќе ми направи? Ќе ме тепа повеќе од машми што ме тепа. Да излезам од таму, да спием под мост, да идам од црква, да идам кај другарка. Секој ден да менјам. Ама децата не ги оставам да ми ги малтретира и да ми ги силува некој. Тоа не е родител, тоа не е мајка. Ве молам, ако не знаете да се чувате себе си, ако не сте дораснати, да го заштитите вашето дете од сите зла на цел свет, немојте да раѓате деца. Секој дете заслужува родител, меѓутоа не секоја жена и маж, не би ги рекла родители, заслужуваат дете. Ако не се сакате себе си, ако мислите што ќе кажат комшиите, ако се плашите на кретенов што сте го зеле за маж, немојте да раѓате деца. Они не се криви за вашите глупи одлуки. Ги прашувам сите македонски жени, каде ви е гласот? Ми љубомори, не ми дава да идам со другарките. Не ми дава да идам на одмор. Како може да не ти даде? Зашо го прашаш? Извести го, спакувај си, иди си. Кој има право на твојот живот? Што не ти дава? Не ти го дава куферот? Не ти го плаќа одморот, не мора да идеш на одмор, разведи се. 300 евра, 500 евра е развод. Про боно адвокат ќе ве разведе, па после ќе се наплати. Знаете колку трошите у сите мол за еден викенд? А немате храброст да оставите злоставувач само затоа што комшите ќе кажат?
и се женете и се мажете само затоа што имате 30 или 35 години. И мајка ми ме тера, татко ми ме тера, ама нели е време, ама моите клеткички, па може и не треба да раѓаш. Ако твојот партнер што го бираш не може и гледаш дека не е способен да биде татко на твоето дете, остане да си само партнери. Колку жени која ќе бират сопруг, бират татко на нивните деца? Никој. Затоа, кога таткото ќе почне да ги тепа децата, или да има инцест, или најдобриот другар на таткото, кога ќе почне да го силува девојчето, и сите да се прават глупи и слепи, никој ништо не превзема. Пошто нели, македонштината ни е кјути. The family secret. Кјути немој прљави овеш надвор. Од кјути немој прљави овеш надвор, имаме општество каде што само жени се на психотерапија, а тие што треба да се на психотерапија и на психијатрија се седат дома и на нив им викат: ама слушај, ти си за лечење. Пошто кога ќе почнеш да се буниш, ти си за лечење. А не е за лечење мајката што кога ќе роди деца го избира таткото. Никогаш не ми било јасно како може мајката над децата да го избере таткото. И да го гледа таткото како ги малтретира физички, сексуално и неговите другари како ги малтретира децата и да ќути и да седи. Никогаш не ми било јасно. Каде ви е гласот? Кога ќе ви пукне филмот? Колку деца треба да умрат? Колку женски деца треба да бидат силувани? Не дека и машките не се жртви на сексуално насилство. Се. Меѓутоа јас борам женски род, бидејќи јас борам. Знам дека и машките деца патат. Кога е доста? Берта Папенхајм, кога ја остави Бројер, после 2 години кога ја слушаше и кога Фројд ја остави Дора и кога ја измисли психоанализата што се темели на упорно на сочување на клиентот кон нејзините фантазии, а не кон реалноста, кога мажите психијатри и психотерапевти решаа дека внатрешниот свет е многу побитен од женската реалност, од тоа што се случува на жена надвор, и кога сватија дека нема маж што не ја тепа жената, а мажите им ги даваа парите и кога ги оставија N.O. Берта секако дека полуде. Меѓутоа после што се случи, кој пукна филмот, после 2-3 години се придружи на едно многу погрешно движење на феминизмот. Погрешно сватано движење феминизмот. Феминизмот нема никогаш немаше никаква врска да жените станат како мажи. Тоа што денеска се случува. Феминизмот во Франција, во Англија, феминизмот што Берта Папенхајм го почна е да девојчињата, жените имат право на глас да ја кажат својата реалност, дека татко им ги тепа, дека татко им ги силува, дека најдобрите пријатели на таткото ја силуваат секоја вечер, дека и доаѓа да се самоубие, дека се само повредува себе си, дека мајка и ја тепа, дека не сака да се мажи, дека општеството ја присилува на 16 години да стапи у брак. Закон на 14 години можеш 'Ти стапиш у брак?
на 13 години може да ти продадат невеста. Не се тресете од овие информации, од овие помисли. Еден македонски брак е заснован на ќутек. Нема среќен македонски брак, многу ретко. Многу ретко. Јас не знам човек да си има оженет омажен од љубов. Јас, да. И уште еден, 2 брака. Меѓутоа, зошто? Јас, да. Затоа што веќе бев 33-34 години. Веќе имав поминато многу работи. Живеев само во странство 8 години, женско дете, само странство. Нели, кои родители би го пуштили? Немам појма. Нека се јават се родители. На 18 години отидов во друг град да студирам. Знаете што ми се случува на децата од провинција, кои ќе идат во друг град да студират, посебно пред 20 години? Знаете кај спиевме? Знаете со шо се бањавме? Знаете шо јадевме? Знаете како ги третираа порано студентите од провинција? Знаете како се заслужува 10 во Македонија? Знаете до ден денеска како се вработува во Македонија? Грантови знаете како се добиваат? Пошто лицемери со вртоврски у влада, што се политички вработени, чека да им ги решувате, пошто тоа ти е работа некоја женско. Они да си прашат. Видите колку грозна реченица слушнав од еден мој клиент. Вика, се вработи, многу ми е грозно, вика додека сите не се пуштат поеднаш, ама тоа е стилот. Ова ме го збори скопско дете. Видите која перверзна нација сме ние. Тоа е стилот на секој женско дете што ќе се вработи, секој машко да и се пушти. Он се проба. Срекни се децата што работат IT или било што се фриленсери што немат газди, што се сами своји газди. Знаете кога жена добива случај на суд против физичко и сексуално насилство со маж? Кога ќе направи галама. Знаете маж кога добива? Само кој ќе рече ти знаеш кој сум ја. Ти знаеш и мене кој ми е татко, ти знаеш и мене кој ми е кум. Сите работи у Македонија вака се замешуваат. Ти знаеш ли ја кој го знам. Нема верни луѓе, нема фирма у која мажите не ги легнуваат сите жени под уцена. Во Македонија не постои нешто као што се вика marriage or rape. На жената, како рекла Роза, семена обврска? Брачна. Брачна обврска на жената е кога на мажот ќе му се посака да ги она расшири нозите. Тоа е брачна обврска. Закон на Република Македонија. А ако жената не ќе, да е курва, пошто има друг, или ќе јаде ќутек и ќе биде силувана. Знаете колку жени се силувани у нивните брачни кревети? 29%. Пошто жена не може да не сака. Што ако не сака, тоа е повреда на машкото его. Има да сака, нели му е жена. Знаете зашо бракот е настанат на прво место? За да можат мажите да силуваат без да одат у затвор, за да можат физички да малтретираат без да одат у затвор, за да може да се изживljаваат без да одат у затвор. Знаете колку женски деца имат избегано од Македонија бидејќи судството не знае како да ги реши мажите, пошто се е подмитено. Знаете дека нема адвокат што ќе се спротистави на машко? А ретко која жена добива.
Знам еден случај, меѓутоа девојчето пак си замина, без разлика што го доби после години борба. Бидејќи ќе излезе од затвор, ќе прати некој, знаем и затворите какви со Македонија. Ако имаш пари, имаш се. Нели, ако твојата партија е на власт, цар си. Што правиме со тие деца, што немат никој? Со тие деца, што уште на 13 години сакат да рипнат од тераса. На 13 години не треба да размислуваш да се самоубиеш. На 13 години треба да размислуваш каква панделка да си ставам у косата. Да размислувам на симпатија. Ама кај мене дома не беше дозволено да имам симпатија и да размислувам убави работи. Што јадам ќутек. Пошто ако ја бев срекна, тоа значеше дека моите родители се мизерни. И јадев ќутек. Колку деца јадат ќутек? Само затоа што имат што да кажат. Само затоа што не се као нивните родители. Колку мизеријата сака мизерија. Знаете, не знам каде чув, многу ретко гледам телевизија, ама тоа ми остана поговорка. Македонецот на македонец, мој македонец. Само да не си македонец. Пошто наше мото е, нека умре мојата коза, ама ќе умре козата на комшијата. Не им е битно што ќе загубат. Не им е битно кој ќе силуваат. Не им е битно кој ќе згазат. Не им е битно што истите ти имат женски деца дома. И дечкото на девојчето, или предучедот на девојчето, или братот на девојчето што ќе ја оселуваат, после ќе ги силува нивните женски деца. И кога ќе речат, ама моите девојки, девојчиња не се толку глупи. А значи глупача е она, пошто не се одбранила. 15, 16, 20 години, 25 години девојче не може да се одбрани од предатор. Глупава и курва е, нели? И сите ќутат. Константно ни се самоубиваат деца. Деца у средна школа, и у приватни школи, и у државни школи. Се бесат, рипат. Тоа нешто кажува какви родители се македонците. Студентскиот дом Гоце, што све се случува на мостот помеѓу кулите. Браната градче у Кочани од другата страна. Таму идеш за да се самоубиеш. Го гледам донации за Кочани. Кој ги пушти тие деца? Ама у Кочани важи едно правило. Не ти се кире, ти знаеш ли кој ти е татко, ќе те пуштат на врата. Само кажи чива керка си, само кажи чив син си. Не име гајле што ќе им се деси на децата. И никој не збори за после, тие што останаа живи колку од нив се самоубија. Колку рипнаа од зградата, колку рипнаа од мостот. Никој не го кажува тоа. Е мојата тетрадка, моето мало книжуле е само почеток за сите вас што имате многу да кажете, а нема кој да ве слушне. Јас сум тука. После третиот обид мој, првиот пат пробав да скокнам, вторите два пати ми беа со акчињата на баба ми, нормално. Меѓутоа и тоа кога не ми успеа, викам, јеби ga, тоа е тоа, сега што правиме. И сега сакам да пораснам во човекот што мене ми требаше додека расте. Се надевам дека пораснав во тој човек. Меѓутоа тука сум.
сите вие што ќе гледате видео, сите вие што сте тука, знаете дека барем јас сум тука. Ако има спремен и способен психотерапевт, доволно возрастен, да не му се приповраќа од приказните на клиентите, нека повели со мене, ќе направиме група за поддршка, ќе ги спасиме тие деца. Ќе оформиме патронажни психотерапевти, да идеме дома кај тие деца, пошто пола од нив и повеќе не може да станат од креветот, пошто се претепани. И пошто госпожите нивни мајки и нивните тацковци што ги тепат, многу се фини. Све се они фини. Да ги прашате и моите родители, и другите родители, абе злато. Ама горе никој не е глуп. Елохим, Господ ќе ви судат за затворени врати што правите. Сите тие се најфини дома. Нели? Абе како може? Леле, шубаво, леле. Знаете какви приказни имам слушнато? Знаете каква е мојата приказна? Има делче од мене во тетрадчева. Јас тек почнам да зборам. Денешното видео е само почеток. Помалку почнам да зборам на страниците на мојата школа. Многу зборам на индивидуални психотерапии. Ова е моја специализација. Сакам да работам со сите вас, што никогаш во живот не сте имале родител како што треба. Што никогаш во живот не сте имале човек да го наречете мајка или татко. Мајка и татко е почесна титула. А личноста што те родила и личноста што случајно те направила се никој ништо. Немојте да ги ставате на педестал злоусторниците против вашата собствена душа. Најглупава реченица што имам слушнато е од блиски на мене. Ама ја да не бев ваква и ти тоа да не го поминеше, денеска немаше да си волку храбра. Знаете кога се освестив? Кога бил кажа една многу убава реченица, тогаш мене ми светна и тогаш ми стана жал за мене прв пат у живот. Кога и рече на соученичката, стоп, како можеш така да кажеш, што истото ми го кажа и, нели, еден од моите родители. Како можеш да ставиш на педестал злоставувач со учител? Вашите злоставувачи, не знам дали се сеќаваш, ама тоа ми беше пред момент на будење. Благодарам. Никогаш немојте да ги ставате вашите злоставувачи на педестал на учител. Македонската реченица е: ама ја и татко ти да не бевме вакви или тебе тоа да не ти се десеше, види ти каква особа си. Ја сама си се спасив. Ја сама избегав од дома, ја сама си го продадов златото што ми и толку 2-3 прстенчиња, ланче да си купам карта да замина од вукојебина, пошто никој не те слуша. Ја сама заминав, ја сама си се спасив, ја сама дојдов, ја сама си плаќам школа. Ја сама си го најдов мојот сопруг. Ја сама се научив повторно да сакам со негова помош, со страпление. Ја сама плачев, ја сама се самоповредував, ја сама мислев колку многу сакам да се убијам, а ме пати инат. Кретени мене да ме убијат. Се заебале. Веќе ме заболе кон мисли, шо мисли за мене. Ке се изразувам како сакам, како треба на ситуацијата. Некогаш треба да пцуваш, и некогаш треба да удриш, и некој луѓе заслужува да умрат. Знаете дека во Италија вчера се донесе, мислам дека ќе се донесе закон, пошто пројде на парламент, хемиска кастрација на силувачи.
Rusija donese zakon дека можеш да убиеш слободно во моментот кога некој ќе ти пристапи и сака да те силува, имаш право да го убиеш. Хемиска кастрација е усвоен закон во одредени држави и во САД. А тука тоа ти е средство за вработување. Луѓе со притолажи. Луѓе што возат мотори. Луѓе што живеат. Луѓе што слушат heavy метал. Луѓе што слушат Металика, Рамштайн, Нирвана. Луѓе што се искажуваат себе си. Луѓе што слушат Корн. Луѓе што вриштат се луѓе што помагат на луѓе. А не тие што седат министерствата у влада со вртоврските. Што се рекламират од СОС едно дете не се пратиле на зимување. Ние се собереме, ќе пратиме 10 деца на зимување. Колку кошта едно зимување? Па уши се палат со тоа. А не се сите глупи. Знаете кои луѓе помагаат на луѓе? Сега ќе видиме. Ще едно видео. The song Fade to Black is about suicide. It's not a fun subject. We're not supposed to talk about it, right? But we are. We've all felt it. We've all known someone who's been touched by that. It's a permanent solution to a temporary problem. If you struggle, talk to somebody, please. Because you are loved. And you are part of the family. You are not alone. I envy people at times who are blissfully happy. And a lot of those people aren't bothered with the complications of knowledge and everything else that life has to offer. You know, I know a lot of people who are simpletons, you know, they're very simple, that they can enjoy their lives and be totally happy and secure with, you know, just watching sports on television and having a beer every once in a while, you know. So, and I've always felt too complicated, so I kind of envy those people. And I'm not saying that I'm smarter than most people, it's just that I'm too sensitive, and I wish sometimes I could just enjoy the simple things in life, you know, and just not forget about everything else. I don't know if anybody out there can relate, but like, I have a hard time with life sometimes. Chester Bennington. Yeah. Do you know him? He was a good friend of mine, yeah. That guy was 41, on top of the world. The lead singer of one of the biggest rock bands of all time. It's hard to say like what caused him to be so fucked up, but most people point to Serious depression, that heavy depression. Life got really weird and really hard all at one time. It was like one of our friends died of cancer. My stepdad died of cancer. And I was like, you know, drinking again. All my relationships were struggling. Like everything was struggling. I was burnt out because I was just like, fuck the world. Like, not like I need a break. Like, honestly, like, fuck all of you. Like, everybody and everything. And I don't like doing anything anymore. Like, nothing makes me happy. I know that for me, when I'm inside myself, when I'm in my own head, it gets this place right here, this skull between my ears, that is a bad neighborhood. You know what I mean? And I should not go walking alone. And most of my problems are always problems that I cause myself. I even told one of my therapists at one point, I said, I just don't want to feel anything. I kind of envy sociopaths because they don't have to worry about ever feeling shit. I kind of want that. And she's like, you mean you don't want to be a human being? I was like, yep, that's what I want. There's different levels of depression. Clinical depression is something that you actually can't get out of, and you need to be you need to see a doctor. You have to get medicated for it. You need to go to therapy. There's like things that you need to do in order to get out of it, or else you won't. It's not like, oh man, like I kind of like that. I'm just bummed. It's like, I don't want to do anything, and I don't feel like doing anything, and I don't like anything. Like there's no sunshine. It's like walking over into the corner and going, I'm just going to lay down here and just die. It's not like, you know, it's not even like I'm going to kill myself. It's just like, I'm just going to go over here and I'm not going to eat anything. I'm not going to drink anything. I'm just going to lay here. I'm not going to talk to anybody. I'm just going to do that until I die. That's what depression is.
I want to share the most important thing. The reason that I am here, the reason I'm walking on planet Earth, is because from a young age, I started therapy. Therapy has saved my life. Meeting with someone does not make you broken. It doesn't make you weak. It does not make you weak to need help. It makes you wise. It makes you strong. It makes you humble. It makes your future brighter. And you not sit in your feelings alone. If you need help, please talk to someone. Talk to a friend. Talk to a family member. If it's available to you, join me in therapy. I still go to therapy. I need it every single day. Your life is always worth living. I've lost too many friends who thought that their life was no longer worth it. Please. Did you know that Pearl Jam's song Jeremy is actually based on a true tragic story? Yeah, it's not just a moody 90s anthem. It was inspired by a real high school kid named Jeremy Dell, who tragically died by ending his own life in front of his class. The lead singer Eddie Vedder read about it in a tiny newspaper article, and it hit him so hard he wrote the lyrics almost immediately. And the result was one of the most haunting songs of the decade. The music video was dark, intense, and way too real for MTV, so parts of it got literally banned. But the message stuck. Jeremy isn't just a song people remember, it's one they feel too. Kurt would get stomach aches a lot and say his stomach hurt. You know, he'd be feeling fine, then he'd get out of the car and just be like, I gotta throw up. I know he went to the doctor once or twice, but it didn't really work. Every time I've had an endoscope, they find a red irritation. I would sing and cough up blood. It's like, it's just no way to live a life. I love to play music, but something's not right. How much of that pain would you say actually fuels what you're writing and playing? So that's a scary question because I think it probably helps, you know, but I would give up everything to have good health. But then again, I'm always afraid that if I lost his stomach problem, I might not be as creative. Wasn't feeling very good before I came out here. Feeling a little bit insecure, like I'm an old guy, can't play anymore, all this bullshit that I tell myself in my head. So I talked to these guys and they helped me. As simple as that. They gave me a hug and said, hey, if you're struggling on stage, we got your back. And I tell you, that means the world to me. Forever trusting. And guys, we go ass and out. Ich dritte Konzert weiß nicht mehr irgendwie, was ich sagen soll. Wir sind unfassbar dankbar, dass ihr da seid. Danke. Ова се луѓето што македонската игнорантност вели дека се ѓаволски работи. Децата да не слушат ваква музика, дека кога слушат ваква музика, нели ѓаволот влегол во нив.
Кога сте виделе некој од влада од парламент да се кушка вака? Се подржуват едни со други. Ова се Рамштайн, мојата најомилена група, as you can see. Ова Till Lindemann не го очекуваше. Кога сте виделе некој од тие со вратоврски да направат нешто добро? Да спасат некого. Знаете овие песни колку деца имат спасено? Знаете зошо? Пошто викат повеќе од гласот у мојата глава. Шо вика? Пошто само така можем да останем жива. Пошто никој не те слуша. Пошто 11 години биполарна депресија, ти викат ајде ма стани. Зашо не можеш да бидеш као другите? Види ги другите. Зашо не си како ова дете? Зашо не си како она дете? Зашо не си како комшиката? И ти кој ќе им кажеш зашо не си, кој ќе ти мавнат еден шамар и кој ќе речат не изведувај. Ова се луѓето што помагат. Да сите ние, што тоа место помеѓу ушите наши, вриште. И јас сум тука да ве слушам. Се надевам ќе има после ова и други. Само деца што пателе може да разберат деца што патат. Ова е слога. Ова помага. И оставете ги вашите деца да слушат тоа што им помага. Ако сака да се тетовират, нека се тетовират. Ако ова е храмот Божи, ова е мурал. Тоа сум јас. Наместо да се само повредувам себе си, да, дозволам друг да ме повредува. Машинката. 4 сата болка те доважда на грбот, ни сетив. Зашо? Пошто го слуша Ван дер Кол како објаснува за комплекс PTSD. Само го слуша. Не ни сети кога сестра ми ја заврши тетоважите. 4 сата болка. Знаете колку коински нерви треба да има мојот систем за да не почувствува 4 сата болка на тетовирање. Кој се тетовирал знае колку боли. Само затоа што слушам како to recover trauma. Затоа моето книжуле ви го напишав како патепис. Како тетрадка која е иста, како онаа која јас сакав да имам. Некој да ми ја даде додека растев и се борев со собствената темнина. Додека ги поминував моите Dark Nights of the Soul, и не беше само една, немаше каде да запишувам. Не беше безбедно. Не беше сватено како што јас го чувствував и како што ми беше во душата. Оно што ќе го напишев, направив, кажев, беше прочитано ради реда, фрлено, згужвано, згазано, заедно со мене. Но тие реченици ми останаа запишани во умот и по 20 години подоцна, кога дојдов на едукација во гешталт психотерапијата и слушнав кои прашања мојата менторка им ги поставува на едукантите, кои прашања ми ги поставува мене, очите ми светна од возбуда, еве ги си веле, еве ги прашањата кои сакав некој да ме праша додека растев, прашања кои се грижат за мене, кои ме признаваат дека сум тука и сум видена и слушната и припаѓам. И затоа сега сакајќи вам, на тебе што сега ги читаш овие мои зборови, да ти помогнам. Ако може. Ова се сите оние прашања, мои, неизини, превземени од литературата, кои сметам дека се најпогодни за оваа моја прва тетрадка за раните на душата.
Патепис на моите промени се надевам ќе ти донесе нова енергија, енергија која тече и исцелува. И се надевам ќе ти помогне да се разбереш себе си малку подобро или сосема доволно за да започнеш полека, но сигурно да се менуваш или пак да се отплеткуваш од она што те направија и да се вратиш кон она што цело време беше и се уште си. И додека работиш низ вежбите во тетрадката и јас ќе бидам цело време со тебе, до тебе. Заедно ќе пишуваме, ќе ти зборувам понекогаш како мене ми беше, па може нема да се чувствуваш толку сама. Ќе бидам тука да те поттикнам за твојот следен чекор преку некој мој омилен цитат. Обожувам цитати. Најчесто немам поим од кого се, најверојатно ќе ти бидат на англиски, но оригиналниот јазик како ги имам видено, за да задржам енергијата на оној кого кажа авторот. И за почеток те молам биди стрплив со себе си. Работи полека и дај си време. Вежбите ќе ти донесат многу увиди и понекогаш ќе бидат потребни денови додека да си спремен повторно да се вратиш на патот и да бараш ново парче од себе си. Вежбите имаат редослед и развојна структура, но твојата душа и спирит дишат поразлично од мојата, па затоа можеш прво да си ги разгледаш темите и сработувај се како да составуваш најубав витраж. Верувајте си на себе си. Само ти си ги знаеш собствените потреби и теми на кои тој ден си спремен да работиш. Биди, постани собствениот исцелител. Им благодарам на Розе и на Стефан и на Бела, кој не е тука денес, за вашите рецензии. Сакав пред да ја дадам во печат тетрадка во моја, книжуле во моје, да видам како ќе биде доживеана од доктор, од семен доктор, од психотерапевт и од музичар, кој знае колку вришти во нашата глава. Ви благодарам на сите што бевте стрпливи со годините со мене. Ви благодарам на сите што дојдовте да ме поддржите. Бидејќи ова знам дека е огромен чекор. До сега никогаш не сум слушала некој вака отворено да збори. Може на некој ќе му се свига, може на некој нема да му свига, ама како што реков на почеток, мене ми пукна филмот и ме заболе кој што мисли за мене. Е, тука почнува исцелувањето. Секој сам е свој исцелител. Се надевам книгичево ќе ви помогне. Се надевам музикава ќе ми помогне. Пред не знам каква публика ќе имам. За крај ќе ви ја пуштам песнава, се уште не е крај, меѓутоа за крај ќе ви ја пуштам песнава што мене ме исцели од Честер, кој за жал се самоуби, Курт Кобейн се самоуби. Се пукаше глава. За среќа се живи Рамштајн, се уште ме држат жива и храбра. Мислев да ја пуштам кој слуша Корн, Деди. Меѓутоа ќе беше премногу. Може ќе се слушнете дома, не само спремете леген. Меѓутоа да, после се што кажав ќе беше премногу. Меѓутоа има, овај дури мојот сопруг не го знае. Нели, as the flow goes, вчера, случајно, нели, седнав со една прекрасна драга особа, Александра Таушанов, со која се знам веќе 10 години. Се уште си работиме заедно, меѓутоа патронажно. Останавме прекрасен контакт и ми сподели нешто во точниот момент, на точното место, во точното време. Ми рече, знаеш што, кога те слушам вака, во телефон имам нешто запишано, што запишав во периодот кога почнавме јас и ти да работиме. Има 10 години од тогаш, многу е тешко, се уште го чувам. Дали ќе сакаш да го прочиташ? И кога го прочитав, ја прашав. Викам, дали некој ова го има читано? Да, вика.
пошто е монодрама во обработка. Меѓутоа вика едната режисерка отиде да се исповрати, а другата не сакаше да го работи, пошто е тешка тема. Викам, дали смеам да го прочитам? Веќе, токму тоа е мојата тема. И јас сум доволно гневна да не ми се случи никакви емоции. Знаете како рече Честер? Sometimes I wish I don't be human and don't feel anything. Денес би сакала да ви ја прочитам незината монодрама во обработка. Ќе биде сурова, ќе биде сирова. Меѓутоа треба да се слуша. Да го тргнем ова? Окей. Исповед. Александра Таушанов. Монодрама во обработка. Ќе ги читам и работите во заграда за да знаете зашто станува свој. Ta-na-nam, dance me to the beauty with the burning violin, dance me through the panic till I'm gathered safely, dance with me to the end of love. Убаво е да си жив, нели? Каква вечер, каква месечина. Се замислив желба вечерва преку прстенот. Ке имам се откако ќе умре месечината и ќе се роди новата. Во Срп се раѓа, знаете? Малку е чудно дека се раѓа е Срп. А кој па рекол дека се раѓа така? Да не значи тоа дека е смрт? Јас сум си позитивна, се што сакам и се остварува. Мојата среќа е најголема. Какво вино е, каква вечер. Влегува преку капија во црква, ноги. Клекнува пред исповедалницата. Оче, грешев. Од каде да почнам? Не можам да се ги измерам гревовите. Да, оче, сгрешив. Пеколно си оцрнив душата. Курва сум јас, оче. Курвински цело тело го предавам на секоја страст. Да. Многу грешим. Те молам. Помогни ми за опрост. Помогни ми, очајна сум. На секоја долина од земјава јас гледам само како патот ми оди надолу. Никогаш, оче, јас не се свртувам како другите. Не гледам во природата. Еве на природа, не ме интересира, не ме фасцинира и такви некои други поетски изрази што хипиците ги величеле како да се феномени. Опчен биолошки процес, фотосинтеза, гравитација, малку појака густина на кислород, тоа е се. Треперам јас од времето што ми се лиска низ рацете, треперам од вас, од луѓето, од гнасите, од сите, ми се повраќа додека зборувам. Трепет, само гледам. Не заслужувам опрост. Немам грам покајување. Знам дека грешам. Молам, помогни ми да се покајам. Постои ли тоа? Можеш ли ти да ми помогнеш, не? А Бог? Може ли Бог да ми помогне да се покајам? Може би може, а? Нели целиот универзум ми е таков? Нели само ако посакаш? Еве па посакувам да ми помогне Бог да се покајам и сега се измочам од смеење. Добро, не ме гледај така. Зарам и од тебе да очекувам суд. Сите сте исти. Како со исто такво да сте правени. Природа. Знаеш, мајка ми беше прекрасна, една жена и по. Срекна бев додека ме бакнуваше за добра ноќ. Касни порасни ми ја читаше, а јас мислев дека секојаш кога ќе грицнам од некој овоше сум се извишила. Секоја сабајле се мерев на вратата. Оп, и да тука сум. Пораснала. Мамев со прстињата, ама она во очи ме гледаше и секојаш потекуваа слози од среќа. Многу бев срекна со мајка ми. Сестра ми уште не беше родена, па јас бев звездичка во куќата. А кога се роди таа, добив удвоена љубов. Но набрегу ме напушти, откако замина мајка ми во облачињата пред полната месечина.
Остави ме да молчам. Една минута молк за таа душа, ме мола. Барем кога молчат, сите се сепнувам помалку. Немам ниту страв. Молк! Ке почни. Курва су. Благохулам по секое ноже што се придвижува на земјава. Судам јас, оче. Без диплома судија сум на крвните зрнца што редот не се го знаат во телото. Кружат тие кога има напливна страст. Се туркаат едно со друго, кој повеќе да понижи, да очајува, да копне. Јас судам целата измишлотина за светот. Ништо не знаат. Само сакаат телото да си го истакнат. Ги судам, оти кога говорат, ги кршат само рамената, ги прчат цицките нагоре, против гравитација. Не размислуваат на оно што им излегува као срање од устата. Само на очите си мислат и ги судам, без срам. Ги судам и сиромашните оче. Па да, како можеле да не работат за трошка леп? Така ќе нема леп без мотика, нели? Како викате вие саланите, работата го краси човекот, нели? Сиромашни се очи од дедовина немаат, а мрзливи се. Не бива така човек. Ова е борба. Зашто борба? Ова е борба за грам мир, за минута тишина, за спокој, за храна. Ова е борба за да се оправдаат науките предци, за да се стави крај на секоја постоење, на секоја материја, на секоја агрегатна состојба, да се стави точка, да нема постоење. Се судам и себе си, оче. Се судам што сум судија на другите и знам дека грешам, а не можам да се каам. Што е тоа што го уништува егото? Што носи покаяние? Вие си молчите мудро, нели, оче? А јас курва. Курва со несвестена природа, со грев, голем пекол. А може и ситна риба да сум ви сега со целава параноја што ви ја прошепотив. Може би не зборувам јас. Може би целиот хероин што врие низ парчето фолија ми извира и низ грлото. Може би гласните жици ми ги трза тој, не знам. Чиста сум. Веќе 9 часови не ме поминало ништо низ вениве. Никаква опојност не ми тече низ сршта. Само омраза и суд. Ако вака ми се крева повеќе егото, моја милва муцката со солзи, лажни, кога ќе ми се извие пред носот. Го сакам јас егото, него не го судам, само тоа ми е. Илјадници години инкарнација и јука нема. Простете, оче, забораив. Вашата вера е за вечноста, така беше. А да не сте вие будист? Не сте. Црам ви е фустанот, тоа е мантијата. Знаете, јас ретко зборувам. Обично сум птица. Бел гулаб со црни дамки под крилјата. Не летам. Не можам да го чувствувам притисокот. Оној притисок од властите. Страв ми е летајки да не поминам граница, да не ме убијат во воздухот. Не поради смртта, страв ми од паѓање. И од вивнување ми е страв, но ќе се изборам, ќе успеам да летнам, но за назад. Луда сум јас, нели, оче? Полуда сум од сите санаториуми на Собедни. Спремна сум на се, оче, спремна сум на се. Само да сум жива и здрава. Така ми велеше баба кога ќе сгреше. Кутрата не изја сакав, но жал ми е за неа. Не знаеше каков монстриум одгледува. Ми носеше баба ми кајси наутро, многу вкусни, сочни, убави беа, додека таа беше во собата, после ги врла, плукав. Иронија. Не може да дочекам да легне да спие. И од тој дом се гадев, од секоја преградка успеав да предочам милината во смрдја. И тогаш доаѓаше татко ми. Уште ме боли, оче, ме боли цело тело од неговата рака. Ме тепаше. Ме тепаше додека се слушаше како цимола низ молба. Понекогаш го доведуваш и го довикуваш и комшијата, онака, знаеш, со свирче. Па ми се восхитуваа и двајцата. Јас дете бев, 9 годинки имав. Во школа не учеа дека треба да се почитува постариот, родителот. Молчев. Молчев, оти така треба. Многу се молев на Бог. Децата Бог најмногу ги сака. Некој вела дека тој е Дедо Мраз, ама јас не го видов. Може би не можеше да влезе во нашата куќа, оти оджакот беше затрупан, дека никогаш не се греевме во зима.
Си молчев оче, додека не почнев да повраќам. Затоа не се молам оче. Последно тогаш се молев. А каде беше Бог? Секое утро се буде со плоеници, со блудни мисли си го кристализират креветот. Ни сведерите става в памук да боли помалку кога ќе паднам. Само еден федер, најголемиот, не го свитка во памук. Се надевав дека ќе паднам врз него, дека ќе ме убие, но не ме спаси ниту тој, предавник, син на кучка. А покрстен беше. Кажете ми како? Како вашата вера не доаѓаше тогаш? Зошто вашиот Бог ме оставаше да цимувам? И знаете што? Ако? Јас и така не се каам. Тоа е последната болка што имав. Последната молба што ја изустив низ устните. Плукав крв, знаете? Затоа црвената боја не ја сакам. А ниту бадник. Кај за бадник се пцуеше. Се смеев на глас, тогаш оче. Се смеев врз грешната ѓаволштина ни солзи. Да не слуша сестра ми, маличка беше, полна со живот и со кукли. Само мене ме сакаше. Другите ја тепаа. Она барем куртули од комшијата. Го пукнав него. 2 пати со нож. Пау, пау! И доволно беше. Знаеш, од алкохол побрего се искрварува. Не грешев со ништо јас, која ќе размислам подобро. Зошто да барам прочка, а? Мене ми грешеле, нели? Јас ке чекам да дојде да ми молат за опрост. Да, јас. Сега си одам, не видов ниту од вас, аир. Плачам на цел глас, од борбава за мир. Но што сум јас? Само една курва, заталкана по ниските страсти на земјата, само еден гулаб, што не ги шири крилјата. Оти се црни. Само еден грешник. Пишувам по светите книги, по легендите и преданијата, а јас не изгрешив ништо. Само барам мир, спокој, а не се каам, си одам. Само уште нешто да ви кажам, оче. Ова не го кажав на глас никош, зашто ќе ме прекорува, ќе ме каменува, а ви убаво е да што молчите. Јас не можам само на себе да се изборувам, па да не сум луда. Или пак сум. Што е лудилото, оче? Како се мери тоа? Со метар? Од каде јас да знам дали вие не сте луд? Ке ми каже некој? Оф, Боже. Се разбуди вчера, наспиена, после векови талкање. Знаете, јас ја отидов од дома, пекол го нарекувам, лутав по улици, талкав по калдрами, кафеави. Кафеин. Никакви. Проститутка су. Курва. Немав за леп. Не сум грешна. Морав. Ми се умори телото многу. Стана во петокот, мислам дека некој празник беше. Имам убав нож, еден учител што ми го даде, да се пазам од луѓе. Губив оче татко ми. Со голи раце му го заклав вратот гаден. Не течеше крв од него, црни мисли ми ја преплавија собата, каде што ме тепаше. Таму каде што тој ме убиваше, јас го заклав. И не е грев очи, не се каам. Една минута молк ве молам за душава црна. За него минута молк нека има сега. Оти жив немаше молк, немаше мир. Јас му помогнав, го смирив, оти него видов Бог. Овде зарива со нож во завесата на исповедалницата. Го кине. Оче, дали вие мене ме слушате? Оче! Не ме оставам друго, сакам да сум во вашата вечност и јас. Простете, не требаше вас да ве убијам. Требаше него. Се отвара исповедалницата, нема никој освен една стиплена мантија. Бам! Се самоубива себе си. Ова е монодрама, расказ од една прекрасна млада душа. Тогаш имаше 20 нешто години. И некој ќе ми каже дека нашето образование, домашно, школско, религиозно, е коректно. Што деца, 20 години, ова, може да го напишат? Ова не е измислено.
ова не е измислено. Болката во душата не ја измислува. Кога плачам, плачемот ме боли. Кога врескам, оти душата ми вреска. Оти никој ништо не прави. А од сега натаму, што би рекле неге што атлистите, како е сега? Сега, јас нешто правам. Ова е првиот чекор. И ви благодарам на сите што бевте присутни, за да ме слушнете. Дека нешто правам. И ова е прво видео со моето сведоштво. Има и многу други, каде што има мали инсерти од тоа што сум јас, додека да смогнам храброст да бидам целосно јас. И тек почнувам да зборам. И не ми е битно кој ќе дојде по мене. Пошто јас можам сама со мојот сопруг што ми е огромна подршка. Знаете колку ова што го велев за патронажни психотерапевти, знаете колку значи на едно дете, клиент некај, да му речеш дојди сабота и недела поседи со нас, со мене и со мојот сопруг. Кога ќе му кажам на мојот сопруг, душо ќе имаме гост, не пита. Знаете зашто? Затоа што знае. Такви луѓе не требаат. Само ќе климне со глава и ќе рече во ред. Заедно сме и заедно ги храниме мачењата. И таа личност ќе види 2 дена како е да си во фамилија каде што те сакаат, дека може поинаку, дека има поинаку, дека не треба така да биде. Не е дека сите така живеат. Јас не живеам така и немам намера да живеам така. Сакам да сум среќна. Имам релапси. Лоботомија не можам да се направам. Никогаш нема да заборавам. Меѓутоа и покрај тоа, сакам да сум жива. Сакам да сакам. Иако ми убие љубовта, ама сакам и да сакам. Пошто верувам дека ќе ја најдам пак на себе, со вас, со подршка, со место каде што ќе имам, кај да си идам. Место кое ќе влезам низ вратата, ќе речем, сакам да сум дома. Колку од вас сакат да си идат дома? Тоа е најстрашното прашање во Македонија. Колку од вас сака да си идат дома? За крај, ја пуштам песната која имаше лирикс, која имаше зборови што мене ми треба во тој период. Многу песни имав, ми требаше многу време. Многу песни пеат за се што имам во мојата душа, тејќи ја немам зборови. Пошто постојат емоции што не можат да се објаснат. Само оној кој го преживеал знае и нема потреба да го кажеш. Само го слушам. تفضلي. Мислам дека веќе не ја мешам реалноста со оно што е во мене. Мислам дека сум на последниот стадиум од trauma recovery. Мојот комплекс PTSD, мојата OCD, моите релапси ќе бидат дел од мене уште некое време. Меѓутоа затоа одам на психотерапија, не на психијатар, не на психолог, не на лекар.
психотерапия. Бидејќи тука смо заглавени. Само психотерапевт може да ми помогне барем во првите стадиуми на исцеление. Вербална терапија, не лекарства. Може би за најпсихотични случаеви, за жени што долги години никој не ги слушнал, за деца што долги години им вришти во главата. Да, меѓутоа само малку колку да дојдат на психотерапија. Зборете. Како што рече главниот вокал на Imagine Dragons, I still go to therapy. И јас ја уште одам на терапија и учам како да бидам психотерапевт. Зборете. Извадете го тоа од себе си. Запишете го како мојава пријателка. Нацртајте го. Извадете го од систем, оти ќе ве умре и ќе ве разболи. А зашо вие да се отидете? Па не сте вие криви. Туку тие околу вас што се индиферентни. Нас не убива напаѓачот, предаторот, силувачот, тепачот. Нас не убива и во Македонија децата умираат од индиферентност. Сите што имате да си кажете, зборете, бидејќи до вас некој истото му се случува. Немате да бидете индиферентни. Индиферентноста убива. Барете помош. Нудите помош. Бидете луѓе. За Македонијава ви молам, бидете humans. И на крај, на вистина, многу е лесно да си пукаме, да се самоубиеме, да изголтаме акчиња. Ама, do unto others what you would like them to do unto you. Направи го на другиот она што сакаш тебе да ти го направат. Затоа јас денес ви зборам. Го правам тоа што сакам на мене да ми го прават. Ви помагам, се трудам да ви помагам. Пишувам книги за мене, за вас, за сите. Затоа што многу е лесно да бидам индиферентна и да не го правам тоа што неким да не го прават. Ама ајде да ви видам, направете го тоа што сакате да ви го прават. Тука се гледа човечноста. Веднаш, премногу деца загубивме. Сите што сте родители, внимавате какви родители сте. Сите што сте пријатели, ме молам, видете дали сте вистински пријатели. Преиспитајте се себе си. Гледајте ги знаците. Немојте да бидете при очи слепи, при уши глуви. Луѓето, кога патат, има знаци. И се разликува кога некој тоа го прави од внимание и кога на некој душта му се кине. Едуцирајте се, образовајте се, кога навистина некој пати, кога е за внимание, кога е лигавење, меѓутоа кога е искрено, помогнете. Само тоа го барам од вас. Помогнете на кој можете. Пошто завршивме уваква ебина, затоа што никој на никој не си помага, без да очекува некој да му ги расшири нозете или да го намести на политичка партија. Бидете луѓе едноставно затоа што сакате, без сагни намери. Бидете луѓе затоа што не може да цел свет да го смениме.
ама можеме барем на еден да му помогнеме. Замислете еден човек да помогне само на еден човек, колку луѓе ќе бидат спасени. Сите. Сите. Ви благодарам.